Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве го изборот за денешната емисија што го направивме со колешката Маја Перовска. Портрет на Борис Трајковски представен во собранието, оживеан споменот на трагично загинатиот председател. Владиката Петар бара нови епархии низ Европа, го обвини владиката Пимен дека не си ги видел верниците 10 години. Непотребни операции на срце не е исто што и сомнителна диагностичка евалуација, што точно утврдиле странските експерти. Председател на суд зел 8.000 евра мито, осомничен дека влиеел врз судии од гостиварските судови. Ќе бараме одговорност за штетите на автопатот Кичево-Охрид. Премиерот Мицкоски вели дека дел од делницата бил заборавен и уништен. Извештајот на Европската комисија за Македонија ќе покаже дека има напредок, има забрзување на реформите. Од странски броеви стигнуваат лажни пораки за плаќање казни за сообраќајни прекршоци. Тошковски порача да се игнорираат. Македонија ќе отвори амбасада во Литванија, амбасадата во Вилнус ќе ги покрива и другите балтички држави. Ќе се казнува и кога родителот на насилно дете одбива соработка. Јаневска најави глоба од 250 евра за насилно дело. А на самиот почеток да ја чуем и следната вест. Изминатата година родени се 15.500 новороденчиња, што значи дека државата бележи значителен пад во природниот прираст, покажуваат најновите демографски податоци од 2025 година, истакна професор доктор Елена Джикова од Клиниката за гинекологија и акушерство и член на управниот одбор на Македонската асоциација на гинеколози, маго на одбележување на неделата на женското здравје. Таа посочи дека ако се навратиме една деценија порано, кога бројот на новороденчиња бил приближно 23.000, може да се види дека имаме значително намалување од 30% за овие 10 години. Тоа појасни, таа треба да биде аларм што ќе не наведе да имаме поголема грижа кон жената и целокупната поддршка во женското репродуктивно и семејно здравје. Во услови кога природниот прираст во државата е во значително опаѓање, од особено значење е едукацијата и превенцијата на жените во сите фази од нивниот живот, од школските години кога треба да научат како да го чуваат своето здравје и особено во репродуктивниот период и периодот на бременост кога тие се најранливи. Редовните акушерски прегледи во текот на бременоста се многу важни бидејќи современата медицина нуди нови методи за предикција и превенција на разни компликации кои може да се создадат и не само да се спречат, туку и да се појават во поблага форма, со цел да се заштити здравјето на мајката и новороденчето. Здравјето на жената е темел на секое општество и на секој дом и семејство, а новороденчињата се надеж за ново утре во нашата држава, додаде професор доктор Джикова. Bendisal adına me ana, bendisal vino crveno, bendisal lutarakija. Jalo mi pilo stojane, votaja ladna me ana, oto a vino crveno, i otaja lutarakija.
Со звуците на државната химна во свечена и достоинствена атмосфера во собранието започна настанот посветен на оддавање почит на поранешниот претседател на Републиката Борис Трајковски, државник чиј лик и дело оставија длабока трага во современата македонска историја. На свеченоста присуствуваа членови на семејството на Трајковски, негови пријатели и соработници, пратеници и бројни гости, кои заеднички му оддадоа признание на претседателот, препознаен по својата човечност, визија и стремеж кон обединето и демократско општество. Во рамки на настанот беше откриен портретот на претседателот Борис Трајковски, дело на авторката Валбона Атанасовска. Портретот го откри претседателот на собранието Африм Гаши, кој истакна дека ова не е само омаш на еден претседател, туку и кон вредностите што ги застапуваше Борис Трајковски: мирот, толеранцијата, диалогот и човечноста. Во чест на Борис Трајковски беше отворена изложбата Животот и делото на Борис Трајковски низ фотографии, која преку одбрани архивски фотографии го доловува неговиот животен пат, политичката дејност и трајното наследство што го остави зад себе. Овој чин представува символична, но искрена почит кон вредностите што Борис Трајковски ги живееше и ги застапуваше: меѓусебно разбирање, демократско општество и европска визија. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, песни да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Песни да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал, ке препукне знам. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал,
ке препукне знам. Ангела, ангела, каде ми замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ми замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Kad si odiš mare, se za mene sporiš. Ne sum bil za tebe, javo da me zeme. Pet pari ne vredam pare, ja zgoram po tebe. Daj mi daj, ja da te imam. Daj mi daj, ja da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, kolku pari vreda. Daj mi daj, ja da te imam. Daj mi daj, ja da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, kolku pari vreda. Kad si odiš mare, so drugarki zboriš. Ne sum bil
da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi daj, jaz da te imam, daj mi daj, jaz da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Da te imam, daj mi daj, jaz da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi daj, jaz da te imam, daj mi daj, jaz da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Владиката Петар на следната синодска седница ќе побара да се формираат нови епархии во диаспората, посебно во Европската епархија на МПЦ-ОА, каде е надлежен владиката Пимен. Во црковните кулуари се шпекулира дека целта на барањето е на тронот на некоја нова епархија да биде избран некој од архимандритите кои му се блиски. Според него, надлежниот европски владика Пимен не работел канонски, односно не ги посетувал сите европски земји во кои има наши иселеници. Не може на еден владика од диаспората седиштето да му биде во Скопје. Зборувам конкретно за Европската епархија, која има преку 500.000 верници. А другите цркви во Европа имаат 6-7 епархии, а ние со една епархија. Значи почнуваме процес пред синодот за формирање други епархии во диаспората. Ако сме 500.000 во Европската епархија, не може Дедо Пимен, откако е поставен на таа епархија, 10 години да не е стапнат во Англија, а таму има 4 црковни општини. А каноните велат дека ако еден архиереј 6 месеци не стапне во својата епархија, во конкретниот случај држава, му се одзема епархијата, истакна владиката Петар. Тој го нарече Пимен и лажен владика, алудирајќи на моментот дека тој се извинил за повикот да се гласа на референдумот за прифаќање на преспанскиот договор со Грција, бидејќи бил излажан. Тој го проблематизираше и однесувањето на Делчевско-каменичкиот епископ Марко, бидејќи имал контакти со српскиот владика Андреј, кој пак ги поддржувал студентските протести во Србија. Свири гайдата, она
Повеќе од 1 милијарда долари се инвестирани во автопатот Кичево-Охрид. Очекувам да биде завршен најдоцна до првиот квартал 2027 година, рече премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање во однос на тоа дали активно се работи на патно поврзување на Кичево. Па ние пред некој ден имавме со новинарите посета на градежните активности кои што се случуваат на автопатот, најпрвин гостивар Букојчани, а потоа Кичево-Охрид. Повеќе од 1 милијарда долари се инвестира во оваа патна делница и очекувам делницата Кичево-Охрид да биде завршена некаде еве најдоцна, да речеме, првиот квартал од следната година. Нешто што беше заборавено, а и што беше заборавено беше и уништено. Па сега разгледуваме можност конечно и за таму да има одговорност, затоа што така се оставило тоа на забот на времето. А исто така во напредна фаза сме, слушнавте и од самиот изведувач на патот, практично од Гостивар до Букојчани, дека сме во напредна фаза за реализација и на таа делница. Веќе би рекол повеќе од вкупниот број, мислам 30 на километри, дека половината е веќе пробиена. А што се однесува до урбанистичкиот сегмент, целосно имотно-правните односи се заокружени, така што изведувачот може да работи и да го заврши тој дел од автопатот, рече Мицкоски. Тој за време на посетата на Кичево му се заблагодари на градоначалникот за сето тоа што заедно со советниците го поддржуваат во рамките на советот и го прават заедно со администрацијата. Kade i da si, nemoj, ne zaboravaj, neka daleko na jug se branuva tvoj odroden kraj. Neka daleko na jug
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Има забрзување на процесот на реформите споредено со извештајот за напредокот од минатата година и искрено се надевам дека годинешниот извештај ќе може да покаже дека е направен напредок и оти има резултати, изјави евроамбасадорот Михалис Рокас при посетата на Крушево, одговарајќи на новинарско прашање за тоа каков е извештајот за Македонија за напредокот во реформите. Според Рокас, во тек е подготовката на извештајот на Европската комисија, кој треба да се финализира во септември, а до крајот на јуни е рокот за чекорите и мерките што треба да ги спроведат владата и министерствата. Тоа што може да се нотира во извештајот е дека многу макотрпна работа е направена досега. Јас сум убеден дека ова ќе биде извештај кој ќе покаже напредок кога ќе се спореди со минатиот извештај. Но она што е поважно е реформската агенда. Европската унија има блиска соработка со владата и со министерствата со цел да може да се направи напредок во неколку сфери. Што се однесува на некои чекори или мерки кои требаше досега да бидат спроведени од владата и од министерствата, нивниот рок истекува кон крајот на јуни. Меѓутоа, генерално, кога ќе се спореди со извештајот од минатата година, може да нотираме дека има забрзување на процесот на реформите. Така што јас искрено се надевам дека годинешниот извештај ќе може да покаже оти е направен напредок и дека ќе има и резултати, изјави амбасадорот на ЕУ во Македонија Михалис Рокас.
Strumica i struga, Gevgelisko pole, Durdo Soluna. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Председател на суд зел 8.000 евра мито за да влие врз судска постапка, соопшти јавното обвинителство. Против него и против судски администратор е отворена истрага и се побарани мерки за обезбедување. Предметен јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка против две лица кои како соизвршители сториле кривично дело примање награда за противзаконито влијание. Осомничените во периодот од јануари 2023 година до 2025 година заедно со умисла, искористувајќи својата службена положба, реално и предпоставено влијание како председател на суд и како судски администратор, барали примиле парична награда во износ од 8.000 евра, а второосомничениот и износ од 800 евра, со цел да интервенираат кај судија на Основниот суд Гостивар и Совет на судии во Апелациониот суд Гостивар за извршување службено действие што не би смеело да се изврши, соопшти јавното обвинителство. На почетокот на 2023 година, додаваат од јавното обвинителство, осомничените му ветиле на лице кое било странка во постапка во граѓански спор дека ќе му помогнат. Обвинителот до судија на претходна постапка достави предлог за определување на мерки на предпазливост и за двајцата осомничени, и тоа забрана за напуштање на живеалиштето, обврска да се јавуваат повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган, привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање и забрана за преземање на определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело. Naljutil se Selim Efendi, javna si konja Dorija, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni.
kuće i slezi bre kuće kaursko. Žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam. Žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam. Selim Efendi, valio bre kuće Kasatsko, koza take ti ja oderam, na plemenake ja ovesam. Koza take ti ja oderam, na plemenake ja ovesam. Тврдењето дека во Македонија биле вршени непотребни операции на срце добива поинаква и попрецизна рамка по досега објавените информации. Според објавите на порталите Локално и Експрес, странските експерти не утврдиле операции без медицинска основа, туку посочиле на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација. Оваа разлика е суштинска. Една операција не може да се оценува изолирано, одвоена од медицинскиот процес што и претходел. Пред да се донесе одлука за ендоваскуларен или хируршки третман, се прави коронарографија, се анализираат ангиографските снимки, се изготвува писмен извештај и се поставува медицинска индикација. Како што може да се потврди од изјавата на министерот за здравство Азир Алиу, фокусот не е ставен на самиот оперативен чин, туку на диагностичко-евалуацијскиот процес што му претходел на носењето одлука за процедура. Тоа значи дека вниманието треба да биде насочено кон тоа како биле читани ангиографските снимки, како бил составен писмениот извештај и дали врз основа на тие наоди била поставена соодветна медицинска индикација. Формулацијата сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација не е исто што и директен заклучок дека биле вршени непотребни операции на срце. Таа укажува дека спорниот дел е во проценката, толкувањето и документирањето на медицинските наоди, како и во одлуката што потоа произлегла од нив. Друшките ти носеја, моме, друшките ти носеја, друшките ти носеја, моме, ама не мириса. Друшките ти носеја, моме, ама не мириса.
стојам пред порти, моме, цел ден стојам пред порти. Цел ден стојам пред порти, моме, пушка држам во раце. Пушка држам во раце, моме, да убијам татко ти. Да убијам татко ти, моме, да убијам татко ти. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. На предлог на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, владата донесе одлука за отворање амбасада на Република Македонија во Република Литванија со седиште во Вилнус. Според образложението, воспоставувањето постојано резидентно дипломатско присуство во Вилнус ќе придонесе за заекнување на директниот политички диалог меѓу двете земји, поефикасно застапување на нашите национални интереси и унапредување на билатералната соработка со оваа значајна пријателска земја. Амбасадата во Вилнус ќе има и поширока регионална улога, представувајќи централна точка за покривање на останатите балтички држави во политичката, економската, културната, конзуларната и во другите сфери од заеднички интерес. Република Литванија е меѓу најактивните членки на Европската Унија и НАТО во доменот на безбедносните политики и политиката на проширување на Унијата, како и држава која континуирано го поддржува процесот на европска интеграција на Република Македонија.
pusti povedi, altari nebrojeni, che me kitiš do zori. Dajre, 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 udri do sabajre, so mojta dajva svirači, che ti peam do zori. Dajre, 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 udri do sabajre, ako para ne davaš, nema pesna odmera. Dajre, 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 udri do sabajle, so mojta dajva svirači, che ti peam do zori. Dajre, 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 udri do sabajle, ako para ne davaš, nema pesna odmera. Министерката за образование и наука Весна Јаневска вели дека се работи на законските измени со кои ќе се предвидуваат санкции за родителите чии деца прават насилни дела. На пресконференција министерката рече дека со пратениците веќе се работи на дефинирање на законските измени. Државниот секретар е во постојан контакт со пратениците. Мислам дека во овој момент се во собранието за да ги дооформат овие предлози. Веќе е донесена одлука, тие измени ќе се направат и останува глобата од 250 евра за секое сторено насилно дело на детето да биде казнет родителот, но и тоа што е многу важно, и кога родителот ќе одбие да соработува со училиштето и другите институции, рече Јаневска одговарајќи на новинарско прашање. Министерката Јаневска ги најави законските измени пред 2 дена, посочувајќи дека мора да се создаде безбедна училишна средина, од кога во изминатиот период јавноста е сведок на неколку случаи на врсничко насилство, од кои последниот во основното училиште 25 мај во Ченто, кога со остар предмет беше повреден 15 годишен ученик.
Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Ви посакувам пријатен ден, а во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Волшебното цветче. Пријатно! Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и нејзините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. Ах, лошо куче, извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: Добро де, не плачи, ќе ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кој може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ќе среди се. Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 продзирни ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. Ова цветче, рекла старицата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполни желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето. Ај да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала Женја гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна?
Не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала Женја. И бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни. Вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека незината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да се игра во дворот. Отишла Женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставиле една палка. Дечиња, ќе ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала Женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под нејзините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, -100 степени. Леле, мајчице, ке замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче. Но солзите й се претвориле во мразулци и свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш од зад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видовме, ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е? Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму, што ќе види? Сите имаат играчки. Некој девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет, а едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист, очите й станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент, кон Женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: Мама, 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 мама. Од првин Женја се израдувала.
но почнале да доаѓаат толку многу кукли, што го наполниле сиот двор, со качињата, двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва, а куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила, но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што вие? Не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам. Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча женја по скалите, а по неа играчки. Се качила женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не, подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ке посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово геврече за Павли. А што ќе ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ќе го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ќе ми е? Ке се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ке се повозат. Не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот. Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејќи си така, женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па женја сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Женја. Ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И женја ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла женја. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам сиот живот.
Глупости зборуваш, извикала Женја и го извадила од джеп своето волшебно цвече. Погледни. Со тие зборови таа го скинала последното тегет ливче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.